Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски упати честитка по повод 3 ноември, денот на општина Газибаба. Денес со особена чест и гордост го одбележуваме 3 ноември, денот на општина Газибаба. Ден кога оддаваме признание на сите генерации кои вложиле труд, визија и љубов за оваа општина да биде местото што со гордост го нарекуваме дом, истакна Стевковски во честитката. Оваа година под мотото "Чекориме кон патот на развојот од ветување до дела", славиме 49 години постоење, речиси половина век исполнет со напредок, промени и нови можности, додаде првиот човек на Газибаба. Нека овој ден биде потсетник дека само заедно со посветеност и визија да продолжиме да го градиме патот по кој чекориме, се наведува во соопштението од првиот човек на општина Газибаба. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски информираше дека извршил увид во градежните активности за изградба на нова детска градинка во Бутел 2. Градежните активности напредуваат со одлична динамика. Стариот објект кој беше изграден во далечната 64-та е срушен и на негово место локалната самоуправа гради нова детска градинка на површина од 1800 метри квадратни. Новиот објект, вели Костовски, ќе има 3 влеза, 7 занимални со 7 спални соби, 2 занимални со заеднички спални соби и 1 просторија за јасли. Покрај тоа во новата градинка ќе има и посебна просторија за изолација и медицинска сестра како и млечна кујна. Новиот објект ќе ги исполнува сите услови за згрижување на 200 деца, истакна Костовски. Тој додава дека изградбата на нова детска градинка е најголемата инвестиција во населеното место Бутел 2. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски информираше дека е отпочната комплетна реконструкција на улицата 22 во Сингелек и дека вредноста на проектот изнесува 8.850.000 денари. Денес гордо можеме да кажеме дека во Сингелиш се реализира една од најзначајните инфраструктурни инвестиции во овој дел од општината. Се врши целосна реконструкција на улица 22. Со што конечно ќе се реши еден од долгогодишните проблеми кои ги мачеше жителите на оваа населба, истакна Стевковски. Тој во својата објава на социјалните мрежи посочува дека прво се поставува новата водоводна мрежа со сите приклучоци, а потоа следува целосно асфалтирање на коловозот и уредувањето на тротоарите. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со сообраќајната полиција Скопје со помош на специјалните возила Пајак санкционирале 136 непрописно паркирани возила, кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот. За трајно решение на сообраќајниот метеж и проблемот со неправилното паркирање, неопходна е поголема сообраќајна култура. Затоа јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и СВР Скопје во наредниот период ќе продолжат со секојдневно отстранување на сите непрописно и несовесно паркирани автомобили во општина Центар, со цел да се подигне сообраќајната свест на повисоко ниво и да се зголеми безбедноста во сообраќајот, потсетуваат од ПУЦ. На булеварот Гоце Делчев во Скопје денеска се случи тешка сообраќајна несреќа во која е прегазен маж кој починал на лице место. Денеска околу 12:30 часот во СВР Скопје пријавено е дека на булеварот Гоце Делчев во Скопје се случила сообраќајна несреќа во која учествувала патничко возило Пасат со скопски регистарски ознаки, управувано од машко лице и велосипедист кој починал на местото на настанот. По несреќата, возачот на возилото Пасат го оставил возилото и заминал од местото на настанот, соопшти МВР. Во теќе увити се превземаат мерки за пронаоѓање на возачот. Поради несреќата, сообраќајот е пренасочен. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја